80 години Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Тимот на Македонското радио Радио Скопје од секога знаел и умел да создаде творечки и духовен контакт со слушателите и воедно да го задржи вниманието на програмата што се емитува 24 часа или едноставно речено деноноќно. Многу емисии, различни гласови, интересни теми. Сето тоа е богатството на секојдневната магија, наречена радио. Македонско радио. Несебично залагање, љубов кон медиумот, креативност кон тоа што се прави се најчестите карактеристики на вистинските професионалци во радиото, кои пред се си го сакаат и познаваат новинарството. Тие, се уште ги има. Македонско радио. Македонското радио е нашата историја, нашиот мегафон, гласот на народот, гласот на вистината, на реалноста и на иднината која се развива, која продолжува да испишува зборови на искреноста и незаборавот, на нашата култура, на македонскиот јазик. Македонското радио ја шири оригиналноста, со почит пред се кон себе и кон слушателската јавност, која возвраќа со соработка на разни полиња и сестрана поддршка. Македонското радио беше вчера, еве го денес и тука е, пред новото утре. За улогата на овој национален медиум, за некое друго време, за сегашноста и тоа утре, во продолжение со дел од вработените. 80 години Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Со мене во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, е колегата Часлав Митрички, спикер во Македонското радио. Како се најдовте вие во Македонското радио? Да се навратиме наназад. Случајно или можеби намерно? 1985 година бев во Солун и слушав Македонско радио, тоест Радио Скопје. И беше објавено дека има конкурс за спикери. Во мојата младост, додека бев во основно и во средно училиште, бев од оние кои што ги водеше представите на патроните празници. И како таков, познавајќи ме мојата пријателка дека тоа го имам правено и дека го сакам тој начин на изразување, вели па, зошто не се обидеш? Еве има аудиција во Радио Скопје. И тоа го земав како шега, после неколку дена дојдов во Скопје, дојдов во Македонското радио, тоа е Радио Скопје, се сретнав со Миле Попов, како надлежен за таа активност за спикерите и за самата аудиција. Се запознаме во ходник, ме потпраша кој сум, како сум, некако му се допадна начинот на кој што му се обратив, а тоа беше, јас се извинувам, дали на ваков начин во ходник со сите разговарате или имате посебен простор каде што пристојно можеме да си поразговараме, помакар и не останал. Тоа некако му се допадна и од тој миг, тој ми беше заштитник. Ме снимаше, после тоа снимање му се допаднало тој начин на кој што јас читам, тоа е начинот на кој што ги читам вестите и почна таа обука како и сите што почна. Тоа беше голема група на спикери во Македонското радио. За жал половина се веќе покојни од оние со кои што започнав. Иванка Шишовска, Искра Чолович. Потоа тука е Джоле од ноќната програма. Весна беше. Значи, повеќе мина Сузана Тодоровска, која денеска не ја извршува спикерската работа, но заедно започна со работа и со обука. Ленче Смилевска, која што замина во телевизија. Се она што учевме од почетокот, учевме од надлежните за таа група, тоа беше Љупка Апостолова и Миле Попов, но затоа ни учевме и од останатите, затоа што работевме паралелно машко-женско, тоа е спикер-спикерка, секојаш така се работеше по 20. И се вршеше на тој начин едукацијата, а и за слушателот е поубаво кога ќе има два гласа да слуша. И тука е, да речеме, Борис Тегов, Симон Беличанец, Веска Тасевска, Томе Саздов,
нека ми простат повеќе мина што нема да ги спомнам, но ми било чест и задоволство со тие имиња, затоа што јас до тогаш растев со тие имиња. Јас тие имиња ги знаев затоа што сите ние слушавме Радио Скопје. И ние сите слушавме и вести, потоа ги слушавме и од забавните Тогаш карактери. немаше приватни радија, беше Само единствено единствено. македонското радио. Така да јас Радио Скопје. растев до тие години со Радио Скопје и сите тие имиња ги знаев, но не ги познавав како луѓе. Таа магија ден денеска ја уживам. 40 години сум во македонското радио и многумина го знаат мојот глас. Тие имаат една убава магија. Секој слушател може да ме замисли онака како што тој сака. Може да ме замисли голем, може да ме замисли мал, може да ме замисли слаб, некој де. Како сака во неговата фантазија така да ме замисли, бидејќи никој не ме познава, тоа го овозможува радиото. Ама тоа е радиото. Па тоа е Дали си имале таа понуда за магија. телевизија, можеби? На почетокот, бидејќи телевизијата, Македонската. уште одма, бидејќи телевизија исто се соочуваше со недостаток на кадар, Ленче прифати, бидејќи одма решение и се даде и прифати Стојадин Јовановиќ. Јас не прифатив по совет на солдат или солдатов. Тоа е моја анегдота во животот. Не знам што да правам, бидејќи Благој Крстевски ми понуди да отидам во телевизија, а јас се уште овде на обука, потоа немам решение, млад, не сум ни замислувал дали ќе останам или нема да останам, и вели, дете, што се мислиш? Велам вака и вака, ако не ти пречи популарноста, тогаш одма оди. Но ако ти пречи популарноста, малку замисли се. Во животот имав некои семејни, јас би го рекол, детски проблеми од популарноста на мојот родител, затоа што бевме бележани каде што одевме, секој го препознаваше мојот родител, мојот татко, тој беше свештено лице. И со самата одежда и онаму каде што делуваше, сите луѓе го почитуваа и му бакнуваа рака. И мене тоа како дете многу ми пречеше. Ми пречеше таа познатост од луѓето, но не сакам никој да ме познава. И ден денес уживам во тоа што сум гостин во секој дом во Македонија, а никој не ме знае. Значи, со многумина сум... Спокојство и мир. Да, во тој поглед да не мора да живееме со таа некоја лична, ликовна популарност. Ние да ја имаме, значи да имаме, да не чувствуваат заневни, а и така и не доживуваат нас работниците во радиото, луѓето што не слушаат. Тие нас не доживуваат како нивни пријатели, затоа што сме секојдневно кај нив. Многу можеме да зборуваме на оваа тема. Тоа е Многу убава и тема. многу е убаво кога се потсетувам на оние години. Нам не учеа, не е толку важно дали ќе го погрешиш зборот, името. Многу е важно да не погрешиш јазикот, зборот македонски да биде изговорен. И тоа многу се обрнуваше внимание, неверојатно, но паралелниот живот на улица, на факултет, се зборува на различен јазик и човекот мора да почне да зборува само на еден јазик. Верувајте ме дека јас дома се уште имам, за жал, самокритички ова го зборувам, даљинско, знаете тоа? Знаете дека моите внуки, за жал, играат жмурка, а ги прашувам, добро бе, Злато, како играте жмурка? Па мижеме играме жмурка, па тоа е миженка, бе, дедо. Или далинското, ние сите од Далечинско. па тоа никој не го кажуваме далечинско. Нашата обврска преку радиото е да ги намалиме таквите зборови, бидејќи ги имаме наши зборови кои што се функционални. Не зборувам ново создадени или некако ново измислени. Зборови. Зборуваме за зборови кои што постојат, ги елиминираме. Македонското радио треба тоа да го има. Исто како што образованието, како училиштата што треба да го има, така и нашето радио го има како такво, преку нашите емисии, преку нашето обраќање. И ми е задоволство, морам да ти признам, ако има некои проблеми, така ги потиснувам со тоа дека вршам една убава мисија, а тоа е таа едукација на нашиот јазик и не само на јазикот, туку и на пристојноста, на култивираноста, на начинот како луѓето треба да општат, како треба да комуницираат едни со други. Значи, вие одамна сте во Македонското радио, Радио Скопје, сте почнали и си останавте овде. 39 години. Многу води протекоа од тогаш, и евене денеска, пред 80-тиот роден ден. Каква е состојбата со спикерите денеска, според вас? Дали го негуваме доволно македонскиот литературен јазик?
Ако зборуваме од луѓето што работат, да, но со луѓето колку треба да работат на тоа работно место, не. Бидејќи ние сега имаме само тројца спикери, тоа е Анета, Жари и Часлав, немаме други спикери. И многумина ги мешат новинарите со спикерите, затоа што се преплетуваат работните обврски или работните задачи, микрофонот, слушателот, се под едно. Дури многумина народот ги вели сите спикери, не ги вели новинари. Не, луѓето спикерот, затоа што за нив оној кој што им зборува е спикер. Тоа е малку од негувањето, треба да има многу повеќе да употребуваме млади луѓе за да обучуваме, затоа што оној борец за правиот македонски стандарден јазик, за правоговорот, мора да биде професионалец. Мора да биде за да го зачува тој стандард и тој критериум. Зошто имаме лектори? Секој може ако е за така да биде лектор, но мора да имаме ние професионалци кои што мора да водат сметка за правописот. Но многу пати велам, лекторот е за правописот. Лекторот најдобар текст може да напише заедно со новинарот, но спикерот треба да биде професионалец за правоговорот. Тој е лектор на правоговорот. Може да биде најлошо прочитано, а додека лекторот е за правописот, а спикерот е за правоговорот. И треба сите да зборуваме правилно и да учиме и да ги обучуваме. Се надевам дека ќе се промени тој критериум, дека е доволно со толку спикери. Верувам дека ќе имаме млад кадар кој што ќе го обучиме за да идните генерации имаат и тие од кого да учат. Кога би можеле нешто да смените по вашиот пат? Ништо не би сакал да променувам. Само може би сакал да променам во поглед на државата да ни биде побогата и поперспективна. И би променил многу повеќе луѓето да си ја сакаат, затоа што Македонија е преубава држава. Не само како збор, туку како простор. Само да ја прошетате, такви убавини има, толку простор има, а ние сме само 2 милиони луѓе на тој убав, прекрасен простор што Господ ни дал. Се дал, нема нешто што не дал. Само треба да си го сакаме просторот, да си го сакаме местото каде што живееме и да делуваме, секој да делува на своето место и секој да делува со своето знаење. Може би тоа малку би променил, ако е возможно, но е невозможно. Но затоа пак има можности за младиве генерации да направат исчекор понапред, да ја направат Македонија вистина убаво место за живење, а не само да биде убава Македонија. Постои ли колегијалност и дружење на вашето работно место? Лично морам да речам за мене, ако е нешто вредно за мене во Македонското радио, токму тоа е. За мене велам, не можам за другите да зборувам, но имам таков кредит. Ако нешто за мене вред во поминувањето на работното време во Македонското радио, тоа е почитта од моите колеги кои што ја имам и кои што им ја нудам. И веруве, многу е убаво. Со кого ќе се прекарнеш, значи искреноста еден кон друг, убавина е. Верувајте ми дека убавина е. Да, искреноста и убавина ја имаме доволно меѓу нас. Јас со моите колеги ја имам. Годините наназад, кога ме прашува каде работиш, велам работам во еден простор каде што секојдневно учам и ми даваат плата. Значи јас Македонското радио го земам во мојот мозок како простор за учење, за надградба, за учење. Јас ден денес учам од Македонското радио. Учител. Да, ден денес, па тој е учител. Затоа велам зреење, ние се уште зрееме со Македонското радио овде кој што работиме. И тоа е благодет, тоа е убавина. И за крај 80 години прославуваме. Да е честит јубилеот 80 години. Тој јубилеј не е само за вработените, тој е јубилеј за сите граѓани на Република Македонија и со надеж дека другите јубилеи ќе бидат многу посвечени и многу подостоинствени и ќе има многу помалку проблеми од денеска, не само нашево радио, туку и нашава држава. Тоа беше Часлав Митрички, спикер во Македонското радио. 80 години Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио. Македонско радио.